15 години по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, денеска, со гласањето за Законот за употребата на јазиците, го заокруживме нормативниот дел од овој мировен договор со кој што заврши војната во 2001. И затоа, денешниот ден е многу успешен. Им честитам на сите граѓани, затоа што храбро се настапи кон заокружување на овој мировен договор, на нормативниот дел, и сега останува да пристапиме кон имплементацијата на сето тоа што го усвоивме во Собранието на Република Македонија. Им благодарам на сите пратеници кои што гласаа за, и од позицијата и од опозицијата, и од тие што не гласаа против, затоа што на крај на краиштата законот помина без ниту еден глас против, без разлика на различните ставови, и сметам дека овој закон е поддржан од сите страни затоа што сите најголеми политички партии учесници во собранискиот живот се потписнички на Охридскиот рамковен договор и следствено се и поддржувачи и на овој закон со кој што, како што кажав, се заокружува Охридскиот рамковен договор. Не беше еден од потписниците на изборот? Молам? ВМРО-ДПМН како еден од потписниците на рамковниот договор не беше. Очекувате ли тие да го оспорат? Очекувам опозицијата да го поддржи овој закон, затоа што кажав, они се потписник на Охридскиот рамковен договор и со овој закон се заокружува тој мировен договор, и сметам дека и они ќе видат дека со овој закон ќе добие Македонија, ќе добие кохезивното општество и ќе се релаксираат меѓуетничките односи, ќе се затворат многу теми кои што произлегуваат од нормативниот дел од Охридскиот рамковен договор и следствено и они ќе станат дел од ова решение, ќе го поддржат и исто така не сметам дека ќе го оспорат во понатамошниот тек. Законот не се одложува, законот е донесен денеска. Да. Доколку председателот Иванов реши да не го потпише и да застане против Охридскиот рамковен договор и против социјална кохезија во општеството во Република Македонија, тогаш тој ќе се врати повторно во собранието, каде што ќе се изгласа повторно, каде и видовте дека има солидно мнозинство за законот за употребата на јазиците и ништо нема да биде спорно. Значи, го повикувам господинот Иванов да стане дел од успешната приказна на заокружување на Охридскиот рамковен договор и да го потпише указот, со што ќе даде придонес за едно постабилно општество, за еднакви граѓани и за заокружување на Охридскиот рамковен договор. Дали го смета дека сами за легитимен председател на ВЕС, согледно тоа што беше потребување со заед, и дали постојат дека некакви разговори за инволвирање на целосно и делумно пратеници од ВЕС овде за да се задржи тачно пример? Значи, не би сакал да коментирам за внатрешните турбуленции во таа политичка партија и не сметам дека средбите помеѓу лидери на политички партии, било тоа да се премиери или па на други функции во институциите во земјава, наложуваат зголемување на парламентарното мнозинство или па проширување на владината коалиција. Сепак, како што се одвиваат работите, сметам дека треба се почекаат како ќе се развиваат работите во таа политичка партија, да почекаме како ќе заврши конгресот, кој ќе биде нов лидер на таа политичка партија, дали ќе заврша со 2, 3, 4, па дури 5, слушам, политички партии кои што ќе произлезат од таа политичка партија, и затоа да почекаме да видиме како ќе се одвиваат работите на конгресот кој што го има закажано 24 февруари и отпосле ќе видиме какви се. Сметам дека нивните пратеници треба да ги поддржат реформските закони без разлика дали се на власт или се во опозиција. Истото го сметам и за пратениците на Алијансата за албанците, и за пратениците на ДПА, и за пратениците на ВМРО-ДПМН. Затоа што реформската агенда не е агенда на владата, туку е агенда на државата. Агенда на државата, интеграција на земјава во НАТО и Европската Унија. Тоа може да се постигне само со добрососедски односи и само со реформската агенда. И ако тие мислат добро на државата, ќе гласаат за овие закони.